Добре, криптоентузијасти, во специјалното неделно видео, тоа е напреден курс 161 видео, каде што ќе разговараме за економската саботажа на Куба, односно ова е мини серијалот на видеа во кои што обработуваме како економијата е користена како оружје од страна на Западот и што истата предизвикува за овие земји. Односно со овие видеа се обидуваме да го разбиеме митот дека овие држави се нефункционални, дека пропаднале поради нивната неефикасност, корупција и така натаму, туку да видите јасно дека главните причини за, би рекол, лошото функционирање на овие земји првенствено доаѓаат од надвор и највеќе од Мурика и Гејропа. И затоа сакам ова да го обработам детално, каде што ќе ги видите фактите и доказите дека не е така како што ви би рекол пласираат овие западни распрскувачи на фекалии и така наречени медиуми и да видите која е реалноста на состојбата во овие земји. Као што знаете и сами, веќе обработивме две, а тоа се Венецуела и Иран, каде што го обработивме истиот овој дел, каде што јасно може да видите дека има јасна економска саботажа на овие држави и економии, со цел да се представи дека наводно самата држава е неефективна, нефункционална и дека нормално, како што го нарекуваат тоа failed state, тоа е причината за потенцијално распаѓање на овие земји, што не е случај во скоро ниту една од овие состојби. Пак ќе речам, на крајот од денот, не е дека не постои корупција во овие држави, не постои држава во која што нема корупција, но на крајот од денот главните причини не се корупцијата или режимот на самиот систем, туку се токму овие санкции кои што доаѓаат од Западот. Сега, ова е нормално во склопот на претходната недела, како специјално неделно видео, останатите содржини кои што ги имавме оваа недела се веќе достапни на нашиот канал. За следната со, би рекол, новите постери, Pimp My Poster, како што се зезаме на нашиот канал, моментално имаме мал редизајн на истите, каде што се малку по-добро направени. За следната недела веќе го имаме распоредот, каде што почнуваме во вторник со алткоин истражување на Tron TRX во склоп на нашата плейлиста за истражување на коини и токени. Продолжуваме среда со макроекономија и крипто, лайвстрим заедно со Гоце. Само секунда. Па потоа имаме во петок, како што може да забележите, следната содржина е Altcoin Вести. Продолжуваме сабота исто така лайвстрим биткоин циклус лов на дно. Знаете дека ова е нешто што мораме да го заследиме, посебно со оглед на фактот дека имаме битен момент дали имаме продолжување на потенцијален нов циклус или пак имаме уште еден ресет на биткоин чартот надолу. И следната недела во недела продолжуваме со истиот овој мини серијал, каде што исто така ќе обработиме уште една тематика од типот на економија како оружје, каде што овој пат ќе ги обработиме трите афрички држави како една целина. Тоа се сахелските држави, односно Мали, Буркина Фасо и Нигер, кои што се под ист ваков, би рекол, режим на опресија од страна на Западот, каде што во оваа ситуација главниот негативен актер е северната афричка колонија на Алжир, Тунис и Мароко, така наречена Франција. Со тоа што ова е за следната недела и многу битно, нашата трета македонска крипто конференција доаѓа наскоро на 6 септември. Официјално потврдено, МКЦ во Скопје, Кино Фросина. Нашата тема ќе биде токенизација на финансиските пазари. Настанот го имате на нашиот Facebook профил. Заследете го, ова се веќе говорниците кои што ги потврдивме и како има нови информации ќе ги добивате на оваа група. Сега, ќе почнеме со историјата на Куба, значи за да ги разбереме санкциите и она што се случува во Куба, нормално мора прво да разбереме што се случувало во историјата и како стигнало до овие санкции. Нема да ни интересира нашиот колонијален период, тоест колонијалниот период на Куба, нормално, но ќе разговараме за неоколонијалниот период на Куба од почетокот на муриканската окупација на овој остров. Као што може да забележиме, истата е од 1906 година. Нормално, ова е после кубанско-шпанската војна за ослободување, каде што Америка помага во ослободување на Куба, сега знаеме и зошто, исто како што Македонија ја ослободиле србите, грко-циганите и татаро-монголите од Софија, така и овде Америка ја ослободила Куба, како што може да забележите, за потоа да направи своја окупација врз овој остров.
Иако де факто окупацијата траела само неколку години на самиот почеток после завршување на оваа војна, не заборавајте дека истата никогаш не завршила во барем овој период до 58-та година, кога настапува револуцијата во Кина. Тоа е нормално комунистичката револуција на чело со Фидел Кастро и Че Гевара. Значи, во овој период ние имаме практично најобичен режим на кукли, така речено, во Куба, последниот со председател Батиста, кои што ја водат оваа држава во име на Америка, но истата е целосно водена од Америка. И нормално тоа ќе го докажеме со соодветни факти. Тука е и главната причина зошто до ден денеска Куба е се уште под ембарго. Неверојатни 68 години. Куба моментално е државата со најстари санкции, односно ембарго. Со тоа што нормално ќе ги обработиме во различни периоди, различни санкции и на крајот ќе сумираме што од санкции останува и што понатаму. Као што веќе кажавме, значи првиот период кој што ни интересира е периодот во кој што Америка практично владеела со Куба до 1959 година, каде што последните години, тоа се од 55 до 59 година, имаме активна војна. Тоа е на герилата против режимот на Батиста и нормално поддржан директно од Мурика. Погледнете сега една интересна статистика. Вели, според оваа статистика која што е нормално направена, пак ќе речеме од вештачка интелигенција, собрани информации од сите страни, во овој период на режим Америка во Куба поседувала практично се. Поседувала 90% од компаниите за било каков тип на услуги, дали е тоа телефонски, вода, струја, 90% од овие компании биле во рацете на американски компании. Било каков тип на ранчови и значи рудници, односно во оваа ситуација за овие две категории, 90% од истите биле под директна собственост на Мурика. Обработлива почва 72% под директна собственост на Мурика. Пруги повеќе од 50% во собственост на Мурика. 45% од производството на шекер, кој што е главен продукт на Куба, директно поседен од Мурика, и 25% вкупната количина на депозити во оваа држава директно собственост на Мурика. Тоа ви кажува дека оваа држава е најобична колонија на Мурика во периодот до револуцијата 1959 година, кога Батиста е отстранет од власт и начело доаѓаат нормално првенствено Фидел Кастро и Че Гевара како негов министер за надворешни работи. Со тоа што во овој дел, као што можеме да забележиме, од 55 година, кога практично 56-та почнува оваа војна, до 59 година, ние имаме целосно соборување на режимот и превласт во овој остров. Како вратка за тоа што вие моментално имате власт во државата, не ви дава апсолутно никаква моќ кога гледате дека повеќе од 70-80% од се во државата е во раце на мурикански компании. Затоа целосно ја разбирам потребата за национализација, каде што најпрво почнуваат со најголемите ентитети, а потоа продолжуваат со апсолутно се останато. Можеме да видиме од 59 до негде 68-69, максимално 70, веќе има најголем дел од се што е капитал во земјата национализирано. Нормално, овдека прозападните, би рекол, ентитети, без разлика дали се едукативни или информативни, постојано го алудираат ова дека ете режимот украде се што е американско, значи да се разбереме. Тоа што вие сте окупирале една земја и сте присвоиле практично бесплатно 70-80% од се што оваа земја поседува, тоа не ви дава вас право да го поседувате. Во тој случај, ако е така и тоа е нормално, тогаш поголемиот дел од Македонија сега треба да биде во собственост на фамилијата на султанот од Турција, така? Што значи дека нема апсолутно никаква логика и муабетите од типот дека Куба и должи на Америка е апсолутна бесмислица. Значи не може колонијата да должи на империјата. Напротив, империјата е таа која што добивала позитива за се што е произведено, се што е поседувано во колонијата. Така да ова е целосно оправдано, барем за почеток, за да се одзема овој капитал од муриканските раце. Односно можеме да видиме дека во различни транши, почнувајќи од 59 година,
прво се превземени плантажите, нормално шеќерот е една од најбитните култури која што доаѓа од Куба, потоа рафинериите за нафта, ова се мелниците за шеќер и банките се превземени во 60-та година. До 68 веќе најголемиот дел од практично приватниот капитал е во рацете на државата. Сега овдека има нормално две страни, едната го оправдува, едната не го оправдува, нема да навлегуваме во тоа е дебата за друг момент. Сега разговараме зошто се случила оваа национализација и дали истата е оправдана. Гледаме дека веќе 93 до 2022 до 2021 година почнува процес на, би рекол, приватно преприемништво, нормално кое што е во рацете на кубанците, не во рацете на американците. Сега, да погледнеме зошто се случила оваа национализација. Погледнете го ова. Од целокупната економија во времето на Батиста, според вештачка интелигенција, само 5% од економијата биле мали бизниси, од кои 89% од овие мали бизниси биле поседувани од кубанци. Што значи дека дури и во овие 5% мали бизниси има околу 10% бизниси кои што се поседувани од Мурика. Ако ги трнеме овие 5% на страна, што ни останува, погледнете. Имаме во останатите, зборуваме средни и големи бизниси, 65% од економијата била поседувана директно од Мурика и дополнителни 5% од страна на режимот на Батиста кој што работи за Мурика. Што значи дека вкупно 70% од економијата во тоа време била во рацете на режимот. Нормално дека ќе има национализација. Не знам вие како размислувате поинаку за ова. И 25% од ова што е завземено е практично на приватни, би рекол, нели, физички и правни лица кои што се од Куба. Сега, нормално, како вратка за оваа национализација, до 60-тите години, пред пактот за одбрана кој што го има склучено со Советскиот сојуз, Куба, така речено, добива одредени санкции и мерки против истата, каде што најголемиот дел се економски, а дополнително гледаме дека има и дипломатски и воени. Меѓу кои? Воен ембарго на оружје, значи да не е дозволено практично никакво оружје, но повторно не заборавајте, ова е во времето на Батиста. Препоставувам кога ја губи оваа војна, не сум детално запознаен со конкретно оваа мерка. Дипломатски дека практично Ајзенхауер во тоа време претседателот на Мурика одбива да се состане со Фидел Кастро во Вашингтон, нормално, затоа што станува збор за комунист, во тоа време Америка е до ден денеска главниот поборник против комунизмот, но не и оди баш најдобро. Економски, значи, притисок почнува од 1959 година, практично од моментот кога е добиена оваа револуција. Што значи дека од 59 година до денес ние ефективно се уште ги имаме овие мерки, некогаш во многу посилно, би рекол, темпо, како денес, некогаш малку полабаво, тоа ќе го објасниме во текот на самото видео. Нормално, ЦИА и нивните подготовки за нападот на заливот на свињите, каде што практично неуспешно пробуваат инвазија и обид за превласт во Куба, 60-тите години, но тоа е нешто сосема друго во друго видео. Додека кога станува збор за економски, првенствено сите овие рафинерии кои што во тоа време се уште не биле национализирани, да не може да користат советско гориво, затоа што во тоа време Куба почнува да соработува со СССР, ќе објасниме зошто. Као што може да видиме, значи, се што претходно се увезувало во Мурика, почнувајќи од кубанската шеќерна репка, односно шеќер е практично забранет, што значи дека голем дел од GDP е веднаш сузбиен со ваквата мерка. Значи, повторно, еве во тоа што кажавме, секаква забрана за извоз во Куба, освен храна и лекови, кои што и понатаму се дури и тие во еден период забранети, и замрзнување на сите кубански сметки на физички и правни лица, затоа што, како што видовте и сами, 25% од банкарскиот сектор бил во рацете на Мурика. Со тоа што, еве како изгледал од 1950 до 1960 година, во тој период, извозот, односно економијата во Куба. Као што може да забележиме, кога станува збор за извоз, 70% од извозот на било што е произведено во Куба бил за Мурика, а 30% за остатокот од светот, и обратно, 75% од се што Куба увезувала доаѓало од Мурика и 25% од остатокот од светот. Не заборавајте, во тоа време Америка е еден од главните економски партнери на поголемиот дел од светот. Сега ова е многу битен дел.
можеме да видиме дека во однос на извозот во 1959 година, во времето на победата на револуцијата над режимот, 81% од вкупната количина на извоз бил шекерна репка. Што значи дека најголем дел од извозот на Куба кон Америка, конкретно во оваа ситуација, се состои од шекерна репка, шекер и деривативи на овој продукт. Само мали количини на се останато. И ако споредиме колку голем дел од GDP на Куба доаѓа од оваа индустрија, може да видиме дека 28% од оваа индустрија е уствари 1/3 од вкупната економија на Куба зависи од оваа индустрија, од производството на шекер. Што значи дека во моментот кога ние сме имале забрана за увезување на шекер во Америка, вие сте заделе на Куба сериозен удар со тоа што 1/3 од GDP практично отпаѓа. Значи, они немаат каде да го пласираат во тоа време, главниот пласман и пазар бил токму во Америка. 62 година со Никита Хрушчов, значи Фидел Кастро го подпишува договорот за меѓусебна заштита и во нормално овој период Русија почнува да гради воени бази и ланч, тоа се оние платформи за лансирање на проектили на Куба. Со тоа што нормално сега овде ќе имаме уште поголемо, да речем, засилување на економските санкции против Куба, како што може да видите и сами. Прво, значи, со самото национализирање, значи имаме така речено вратка, со тоа што овде јасно е кажано дека ембаргото е воспоставено поради национализацијата која што е направена на муриканските капитални, би рекол, собствености на физички и правни лица на Куба. Што значи дека сите оние кои што ви кажуваат дека ембаргото е поставено заради тоа што Куба била, не знам, комунистичка, тоа е апсолутна лага. Главната причина уште на самиот почеток било тоа што на Америка не се допаѓало дека некој ги одзема нивните колонии, нивните колонијални, така речено, собствености, капитални добра. Со тоа што официјално 62 година, кога е врвот на кубанската криза, имаме целосна блокада од комерцијален и финансиски тип на Куба. Што значи дека ефективно Америка врши целосна блокада на се што доаѓа и излегува од Куба, што ефективно трае до денес. Со тоа што можеме да видиме дека дури и имаме така речено морски карантин на островот, каде што имаме целосно изолирање со нивната флота на овој остров, кој што во тој временски период веќе имал руски капацитети за одбрана. Зошто е ова толку битно? Значи, не знам дали сте запознаени, доколку не, нормално може да го погледнете на страна, затоа што денеска не е тоа главната тема. Идејата е дека во тој период, со така речено веќе новиот председател Кенеди, имаме ситуација во која што Советскиот сојуз поставува сериозни капацитети за одбрана на кубанскиот остров, каде што веќе доаѓаме до потенцијална нуклеарна војна. Каде што јасно може да видите и сами според овие наслови дека Америка барала веднаш да бидат отстранети овие капацитети, проектили од Куба. Зошто? Затоа што се директна закана по територијата на Америка. Многу битен момент. 1962 година на Русија е забрането да ја даде оружје на Куба да се брани од агресивната политика на Америка. 2022 година како смее Русија да ја кажува на Украина дека не може да зема оружје од Западот, кое што, како што можеме да видиме, е јасна закана за Русија и нејзината сигурност. Што значи, во 1962 година како смее Куба такво нешто да направи, кога тоа Русија го прави во предворието на Америка, во 2022 година како смее Русија тоа да го направи, кога Америка го прави истото сценарио во Украина, како што Русија тоа го направила во Куба. Чисто да ви објаснам за оние кои што потенцијално се уште сте северџани, да се обидеме да ве превратиме во нормални луѓе, затоа што треба да си ја научите историјата и да ви стане јасно дека ако ова важи за едната држава, тогаш важи и за другата држава. Ако Русија не може да стави нуклеарни боеви глави во Куба, тогаш и Америка не може да стави било какви боеви глави во Украина. Се разбираме? Чисто да ви стане јасно. Но како и да е, тоа не е денешната тема, продолжуваме и понатаму. Знаеме дека ова нуклеарна воена криза завршува позитивно со тоа што
Крушов во тоа време одлучува да ги повлече своите војни капацитети и да ги размонтира војните бази на Кубанскиот остров. 28 октомври официјално веќе практично влегуваме во делот каде што има целосно споразум помеѓу двете страни и почнува оваа демилитаризација. И знаеме дека во период на ладната војна, Кубанската револуција и Кубанската, би рекол, криза на проектили е едни од најбитните моменти, така речено, во оваа ладна војна. Исто така и нормално нападот на заливот на свињите за кој што ние разговаравме. Сега, моментално постои официјално ембарго кое што до ден денеска трае. Сега треба да објасниме што уствари тоа представува. Тоа што ние до сега, до 62-та година, имавме прилика представа кои се ефективните мерки кои што Мурика ги применува со цел да ја изолира Куба од светот. Значи, ефективно, ако треба да погледнеме што е ембарго, тоа представува рестрикции на трговија во оваа ситуација адоптирано од една држава, група на држави или пак меѓународна организација со цел да воспостави економски санкции врз одредена земја. На тој начин се обидуваат да ја изолираат и на тој начин да ги прекинат приходите на оваа држава која што ги има од меѓусебно тргување со надворешниот свет. Како тоа го прави Мурика? Значи сега имаме како изгледаат ефективно мерките кои што се применети од 1962 до 2014 година, на страна од оние кои што веќе ги имаме до 62 година, кои што не се укинати, можеме да видиме дека и понатаму продолжува така речено опресијата врз овој остров. Односно, веднаш после разрешување на оваа кубанска криза на проектили, ние имаме продолжување на ова ембарго, како што можеме да забележиме во се уште времето на Кенеди, каде што се официализира ембаргото за целосно запирање на било каков тип на трговија на Куба со надворешниот свет, не само со Америка. Со тоа што Америка дополнително гледаме дека преку оваа организација на заедништво на одредени американски држави, се повеќе и повеќе се обидува да избоксува, така речено, целосна изолација на дипломатски и финансиски аспект на Куба. Со тоа што имаме периоди каде што ова се релаксирало. Да се подсетиме од 2014 до 2021 година во времето на шимпанзото Обама. Ако се сеќавате, ние дури имавме и за прв пат во историјата после 1959 година посета на Куба од страна на мурикански претседател, каде што овој бивши африкански роб ја посети Куба, имаше отварање на меѓусебните представништва, зборуваме дипломатски во Америка и во Хавана, во Вашингтон. Значи, ова значеше така речено релаксирање, би рекол, на политиката помеѓу овие две држави, кое што се надевавме дека можеби ќе дојде и до ситуација да едноставно да би рекол, нели, предизвика да се тргне оваа блокада, оваа ембарго врз Куба, кое што е целосно незаслужено, нема апсолутно никаква причина истото да остане таму, но за жал и дури и тргање на Куба од листата на тоа се држави кои што се финансиери на тероризам, што апсолутно нема никаква врска. Кажете ми еден терористички напад што се случил во Мурика од страна на Куба. Такво нешто не постои, но како и да е, значи никој не прашува, за жал што ќе каже Мурика, тоа е вистина, така моментално функционира светот. И нормално со заминувањето на Обама доаѓа Орангутанус педофилиус 2017 година, неговиот прв мандат и се имплементираат назад апсолутно сите ублажување кои што претходно биле имплементирани во претходните два мандати, се враќа Куба на листата на спонзори за тероризам и повторно се ставаат истите рестрикции, дополнителни дури рестрикции на соодветни лица кои што се веруваат дека се нели лидери на овој режим според Америка. Со тоа што 2021-2026 година ова уште толку се влошува. Бајден не имплементира нови во 2021-2026, но ги задржува предходните од страна на Орангутанус педофилиус и веќе доаѓаме до моментот каде што се тоа екстремно се влошува покрај фактот дека Куба е практично на некој начин бойкотирана да не може да функционира во однос на размена на добра, за услуги ќе разговараме малку подоцна. Значи дополнително истата добива и дополнително ембарго, односно со екзекутивни наредби, за разлика од претходните режими. Трамп сака сам да одлучува конкретно за овие ситуации, најчесто иначе во останатите се тоа е предложено и одлучено не само од претседателот, туку и од официјалните законодавни органи, како Конгресот и Сенатот. Во оваа ситуација Трамп тоа го одлучува сам. Значи, од 2026 година ние видовме првенствено
блокада на ресурси, во оваа ситуација на енергенси. Значи, и покрај тоа што имаме блокада за тргување, каде што Куба практично не може да извезува скоро ништо, и ако тоа го прави само во ограничена количина на партнери кои што не тргуваат во долари. За разлика од тоа, до сега Куба имаше ефективно прилив на нафта од Венецуела и од Мексико. Ке видиме зошто и како тоа го прават во крајниот дел од видеото, но со ова блокада која што беше имплементирана во 2026 година, значи за разлика од останатите кои што ги имавме имплементирано до така речено 2026 година, значи како имплементираат ембарго? Прво, на Куба е забрането да излезува, второ, на било кој што планира да тргува со Куба, ќе биде нормално, ќе подлежи на санкции, автоматски ве одвраќаат од било каков тип на потенцијално тргување со Куба. Значи, на тој начин вие ризикувате вашата држава да биде санкционирана од една од најголемите економски сили во светот, доколку се дрзнете да практично тргувате со држава која што е изолирана само заради нив. Дополнително, во однос на оваа блокада на енергенси, конкретно на нафта, значи на Мексико, Венецуела и било која држава од, би рекол, Средна Америка и Јужна Америка, и беше кажано дека доколку допринесат за тоа да се донесе нафта на овој остров, ќе бидат повторно санкционирани преку тарифите на Орангутанус педофилиус. И нормално, поради оваа причина, Мексико веднаш престана со достава на нафта, додека Венецуела мораше да биде отстранет Мадуро и остатокот од неговиот режим под присила дека ќе има потенцијални воени удари, се согласи да престане да испорачува нафта. Што е екстремно лошо. Зошто го зборувам ова? Затоа што ваквите рестрикции на нафта предизвикуваат екстремно големи штети по самиот остров, затоа што во овој остров нафтата е единствениот извор за производство на електрична енергија. Као што можеме да видиме, кога станува збор за глобално ниво 2025, само Мурика е онаа која што и понатаму има санкции врз Куба. Што значи дека целиот свет нема проблем со Куба, освен Мурика. Односно, ако погледнеме гласање од 2023 година, можеме јасно да видиме дека само Мурика и Израел, верувале или не, значи неверојатно дека само овие две држави се против, биле против гласањето на Обединетите нации за да се тргне ембаргото врз Куба. Еве како изгледа моментално светот, драги мои. Со тоа што во тој момент, 2023 година, Украина била воздржана, но не се секирајте, се повеќе спахи постојат во светов, па затоа во 2025 година, кога повторно имавме гласање да се тргне ембаргото од Куба, овдека се Израел, Украина, кои што се нормално две колонии на Мурика, Аргентина, која што видовме дека во текот на 2024 година доби екстремно голема помош за да не колабира економски, со Милеи, наеднаш гласа негативно во однос на ембаргото на Куба. Унгарија, во тоа време, нели, Орбан, еден од главните сојузници на Трамп, гласа против. Парагвај, треба да проверам, не сум сигурен зошто. Северџанистан, значи, еве ги нашите ДПШНЕ, кои што моментално се главни поддржувачи на најновата, најголемата колонијална сила во светот. Значи, ние сме тие кои што ги поддржуваме муриканците да и понатаму имаат ефективно колонии и да вршат опресија на овие земји. Супер, Северџанистан, браво! Значи, ќе бидете запишени во историјата како помагачи и слуги на колониализатори. Браво! Браво ДПШНЕ! И можеме да видиме овдека, ова е листата на држави кои се санкционирани од страна на Г-Европа. Нема апсолутно никакви санкции врз Куба кога станува збор за Г-Европа, што значи дека главниот фактор за санкционирање и држење на Куба во ова апсолутно ембарго и понатаму останува Мурика. А кога станува збор за целата, би рекол, лепеза на санкции, чисто да ви покажам како изгледа, значи ова е практично нивната канцеларија или оддел за контрола на странски капитални добра, со тоа што нормално овдека спаѓаат и сите санкции во Куба. Чисто да ви покажам, ова се сите документи со кои што се имплементирани некои од санкциите во Куба. Погледнете го ова сега. Значи, еве како моментално изгледаат санкциите на Куба од оваа дегенска колониализаторска држава. Значи, еве, погледнете, Значи, се тоа што гледате овдека се санкции кои што моментално се имплементирани врз Куба, финансиски, воени, стратешки, дипломатски, се тоа се санкции кои што се имплементирани на Куба. Нема да одиме нормално целосно во детали,
треба само да ги сумираме. Значи, како што кажеме, имаме така речено целосно запирање на било каков тип на тргување, со тоа што едноставно, значи првенствено од Америка, сите бизниси и граѓани на Мурика им е забрането било каков тип на тргување и размена на продукти и услуги со Куба. Блокада на енергенци, како што веќе кажавме, каде што ефективно на сите земји околу Куба им е забрането да доставуваат, би рекол, нафта и нафтени деривати до Куба, апсолутно воено злосторство, финансиски санкции, каде што Куба и е забрането користење на долари. И со ова ќе видиме, истата е надвор од SWIFT, значи не само што е забрането да користи долари, туку е целосно извадена надвор од овие западни структури, како што тоа го видовме со Русија, како што тоа го видовме со Иран. Во иранското сценарио веќе дебело го објасивме овој дел, каде што едноставно целосно име забрането да функционираат на овој меѓународен финансиски пазар и да користат така речено валути и нормално финансиски институции кои што постојат за размена на услуги и добра. Без истите, останатиот дел од светот, дури и да сака да има некаква трговија со вас, тоа не може да го направи, затоа што нема начин како да ви плати. Еве, дури и вие да се сложите, моментално еден, не знам, танкер полн со или брод кој што е за транспорт на шеќерна репка, да го доставите во било која држава во светот, истата нема да има начин како да ви плати, затоа што банките во Куба се целосно изземени и исклучени од меѓународните финансиски структури, почнувајќи од SWIFT, каде што може јасно да видиме дека Куба е целосно исклучена од мрежата на SWIFT, автоматски ви имате така речено целосна финансиска блокада на овој остров. Дури да сака да тргува, нема како тоа да го направи. Со тоа што официјално во оваа ситуација тоа е модерен начин на блокада, јас немам потреба да го блокирам вашиот остров, јас едноставно ќе ги блокирам вашите финансиски капацитети како држава, да не можете никаде да добиете отплата за ово што моментално го правите. Нормално банирање на пат, значи само во одредени ситуации има дозволено било каков тип на транспорт помеѓу овие две држави, зборувам Мурика и Куба. И во однос на транспорт на пари, пак ќе напоменам, значи преку алтернативни методи, тоа се оние апликации, крипто и така натаму, луѓето во Куба практично праќаат средства на крајот од денот, значи во Куба нема начин како да пратите средства, освен пак ќе напоменам крипто и така натаму, тоа на крајот ќе го разговараме. И сега би разговарале во делот со како изгледа моментално последниот дел 2026 година, ова нездраво, би рекол, ненормално однесување на еден председател, па дури и на Мурика, и како ова веруваме дека ќе се одрази наскоро на островот. Cuba is right now a failed nation, and they don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now, and Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. Вели, моментално Куба е пропадната држава, вика, нема доволно нафта, дури не вика за авионите кои што се слетани во Куба да може да напуштат истата, зборуваме за посебен тип на, деривативна нафта која се користи за авионите, ако не се лажам, тоа е мазутот. А кој го предизвикал тоа? Значи, во истата реченица, он кажува дека ова е предизвикано поради нафтеното ембарго врз Куба, а потоа кажува како тоа е вина на Куба. Вика, ова е хуманитарна, као непогода, хуманитарна штета, хуманитарен проблем. Да, а кој го предизвика овој хуманитарен проблем? And we have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very happy when they're going to be able to go back and say hello to their relatives and do things that they should have been allowed to do for a long time. I'm very interested in the people that are here that were treated so badly by Castro and the Cuban authorities. They have been treated horribly. So we'll see how it all turns out. But Cuba and us, we are talking. In the meantime, there's an embargo. There's no oil, there's no money, there's no anything. Вика, многу од кубанците кои што живеат во Америка биле као катастрофално третирани од Кастро, нема да налогуваме таму, тоа е друга тема за друго време, но вика блокадата за нафта, средства, пари, се што доаѓа во Куба и понатаму останува. Кој е предизвикува тоа што оваа хуманитарна штета? Куба? Куба е виновна за оваа хуманитарна штета. Куба е виновна што моментално е као неуспешна држава, така.
Значи, вие сте една од најголемите економии и воени сили во светот и одлучувате едностранно да ја банирате оваа земја, едноставно да ја затворите во некој ваш затвор, направен директно од вас. И сега, тоа што оваа земја пропаѓа за тоа што е во ваква состојба, она е крива. Кога ти ви кажат западниве џукели или домашниве лижачи на фашистички чизми, дека Куба е крива, покажете им го ова. Вика, експертите на Обединетите нации зборуваат за тоа како недостатокот на нафта, кој што е главниот извор за електрична енергија во Куба, предизвикува потенцијална хуманитарна катастрофа. И тоа го видовме. Моментално имаме огромен недостаток на електрична енергија поради недостаток на нафта, кој што предизвикува нивните, би рекол, медицински капацитети. Да се потсетиме, Куба е држава која што има највеќе доктори по глава на жител во една, би рекол, земја како целина. Што значи дека Куба е екстремно едуцирана, екстремно паметна нација и покрај оваа блокада, и покрај ембарго, и покрај се. Но без разлика на тоа колку доктори имате, ако вашите болници не функционираат и немаат електрична енергија, нормално е дека ќе има хуманитарна катастрофа. Која предизвика оваа хуманитарна катастрофа? Чисто пак ќе напоменам за оние кои што потенцијално не знаат и зошто ја предизвика оваа хуманитарна катастрофа. Да слушнеме уште еднаш директно од орангутанус педофилија. Која е главната причина зошто се случува ова што се случува? Значи, зошто е ембарго? Што му е целта? Куба нема нафта. Зошто? Која е поентава? Cuba. Is Cuba, whatever you do with the military there, it seems like something. Will that look more like Iran or Venezuela? Can't tell you that. I can tell you that they're talking to us. It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They have nice land. They have nice... Вика, е пропадната земја, вика, нема нафта, нема пари, нема ништо. А зошто нема ништо? Уште еднаш да ве прашам. Од ова што го видовте до сега, значи оваа држава се обидала да се одбрани самата себе си и заради тоа е казнета за тоа што се обидала да биде самостојна. Кога тоа го прави Украина, тоа е нормално и Русија е империалистичка, императорска, инвазивна држава. Така, кога тоа го прави Америка на Куба, тоа е сосема нормално. И Куба е крива за тоа што пропаѓа, не Америка. landscape, you know. It's a Он beautiful готово island. хотели ќе гради. Многу е убав, вика, острово. I think they have great people. You know, I know so many people from Cuba that were treated terribly, and they're They're all over here. lost, They you know. became rich. Така е. They're very entrepreneurial people, very smart. I know a lot from Florida, especially. There's so many people. They want to go back. Not only Fanjul, a lot of Cubans have said, "Oh boy, would they love to go back." I think Cuba, I don't know, in its own way, if tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change. They won't be asking us for money for hurricanes every week. But I think Cuba's the end. All my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. Значи, ова е само најобичен хир. Ова е само лична амбиција. Дека само прашање на време кога Америка ќе ја завземе Куба. Замислете. Нема апсолутно никаква причина. Нема стратешка геополитичка позиција, нема одбрана, нема ништо, нема. Единствена реченица. Дека само прашање на време кога Америка ќе ја завземе Куба, и вика, јас ка имам лично честа, вика, да бидам председател од кој што јас завземам Куба. Директно од устата на овој дегенерик, значи дека нема тука вие што сакате или не сакате. Само прашање на време кога јас ќе завземам Куба и тоа е честа која што мене ќе ми припадне, со тоа што пред само една недела дури и кажа како планираат тоа да го направат. No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish the job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the Само секунда.
Iran. We'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." Значи, овој лудак веќе наводно победил во Иран, сега веќе подготвен на патот назад една од овие групации на носачи на авиони кои што доаѓаат со своји така речено придружни бродови, да ги паркира околу Куба и да ги принуди да се предадат. Што значи дека он апсолутно планира инвазија на уште една држава или закана за инвазија на уште една држава, откако ќе заврши војната во Иран. Имајте го тоа предвид, затоа што Куба и Гренланд се дефинитивно следните држави кои што се на мета на овој лудак. Со тоа што за среќа некои држави се уште имаат муда во светот, па така Русија и Кина донесоа своји бродови со храна и со нафта во Куба, без разлика на тоа дали орангутанус педофилиус рекол дека има ембарго или не, очигледно ако имаш доволно муда, тоа не важи. Па така во оваа ситуација, иако станува збор за мала количина, као што видовме овој танкер за целата држава која што моментално има потреба од нафта, со рафинирање на овие 730.000 барели нафта кои што се дојдени од Русија на така речено крајот на март, почетокот на април. За жал Куба ќе има доволно нафта само за 8 до 10 дена да може да произведува електрична енергија. Тоа не го менува фактот дека е почеток, ако ништо друго, барем некој има муда да им покаже на американците дека нивните блокади не функционираат ако некој сака да помогне на овие земји. Со тоа што Русија официјално 15 април, тоа е пред само еден месец, се така речено задолжува самата себе си дека ќе продолжи со достава на нафта во Куба со цел да помогне во така речено неуспешноста на ова ембарго. Конкретно кога станува збор за енергенсниот дел на ембаргото. Сега, како што можеме да видиме, Куба се обидува да функционира иако е под целосно ембарго на Мурика. И понатаму интернационалните партнери како Русија, Кина, дури и европејските нации, верувале или не, наоѓаат начин како да така речено тргуваат со Куба, но повторно зборуваме за незначителна количина на тргување. Од друга страна, Куба нема некои битни, не знам, енергенси како нафта, газ и така натаму кои што би можеле да дадат некоја голема економска помош. Значи дека Куба и понатаму останува со оние основни продукти како што е пример производството на шеќер и шеќерна репка. Као што можеме да видиме дека главниот дел на така речено соработката со надворешните партнери доаѓа од ова, би рекол, воена компанија, или како да кажам, која што го контролира моментално островот, тоа е ГАЕСа, која што и контролира најголем дел од национализираните бизниси. Со тоа што и понатаму, значи, имаме обид за наоѓање начин како да се праќаат средства, за тоа ќе поразговараме на крајот на последниот слайд. Надвор и внатре во државата, за жал, се уште и понатаму традиционалните структури за финансиски трансакции, нормално и придвижување на капитал, се и понатаму, како што ја ти кажавме, целосно забранети. И еве го тоа што го зборувавме. До сега Куба извезуваше доктори, драги мои, затоа што они се неписмени, они се лоши, они немаат очигледно и интелектуалци, то се е застанато, сите се комунисти, така. Значи, Куба извезуваше доктори во овие држави и така речено за ваквото давање на така речено медицински услуги, овие држави како Венецуела и нормално Мексико за возврат им дава нафта и нафтени деривати за да може да опстанат. И нормално туризам и покрај тоа што има званично ембарго од Мурика, официјално туризмот на Куба и понатаму постои. Јас за жал не успеав да стигнам, ги видов сите острови на Карибите, али апсолутно сите, освен Барбадос и Куба. Го видов Куба блискуро, не успеав да стигнам до него, ќе дојде еден ден кој што лично ќе го посетам овој остров со задоволство, но има компании во Карибите кои што не се американски, зборам круз компании кои што доаѓаат во Куба, една од тие е и MSC за која што работам. И еве моментално, за жал, до сега не можам да разберам зашто не пробале да го применат тоа. Знаеме дека главната технологија која што и понатаму е главно оружје против било каков тип на санкции, било каков тип на ембарго, било каков тип на забрани е крипто, блокчейн технологијата. Односно, за жал, дури сега, пред само 2 месеци, на 23 март, за прв пат во Куба, државата дава дозвола на 10
компании да може да користат блокчейн, крипто за размена за услуги и добра со надворешниот свет, што е жално, пак би рекол. Значи, на овакви држави како Куба, блокчейн, криптотехнологијата и е најбитна, најпотребна. Жално е тоа што оваа држава многу малку и многу касно, би рекол, ги применува овие технологии и се надевам дека понатаму ќе продолжат да ги применуваат. Што значи дека, како што овдека видовме од самиот артикл и од досегашните кои што сум ги прочитал, за жал не е легализирано крипто во оваа држава, што е голем недостаток, но е, така речено, дозволиво на вакви компании да може да го користат со цел да може да функционираат со надворешниот свет. А кога станува збор за индивидуалците, за жал исто така многу мала количина, 1 до 2% купната количина на кубанци, значи тоа е 100 до 200.000 кубанци, користат блокчейн технологија. Нормално причината и понатамо останува јасна, првенствено кога станува збор за индивидуи, ова е транзакции помеѓу нивните фамилиарни членови кои што се надвори внатре од државата, што е очекувано, нормално, со тоа што веќе постојат компании како што е платформата Remesas, кој што помага во ваков тип на трансакции. Но за жал, пак ќе напоменам, 1 до 2% е премногу мала количина, само 10 компании во оваа држава се премногу мала количина и се надевам дека Куба наскоро ќе го адаптира ова како технологија во целата земја со цел да може да функционира надвор од SWIFT системот, надвор од ова ембарго и да може да опстане во овие тешки услови. Да се надеваме дека Куба нема да заврши како Венецуела, да се надеваме дека Куба и понатаму ќе продолжи оваа борба, револуција против империализмот, против последната колонијална сила во светот и да се надеваме дека еден ден се тоа ќе заврши позитивно за ваквите држави кои што на вистина 68 години се борат против империализмот. Така да, ова беше само едно кратко видео да ви демонстрирам како изгледа целата оваа ситуација и да видите дека не е Куба виновна за ова што моментално се случува, но нормално на крајот заклучокот донесете го сами. Ако ви се допаѓа ова што го работиме, би ви препорачале да го поддржите нашиот канал. Најдобро може да го поддржите нашиот канал со тоа што ќе станете дел од нашата Patreon заедница. Тоа е нашата приватна заедница на луѓе кои што заедно со нас соработуваат и нормално се надградуваат во оваа крипто сфера. Со тоа што линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипцијата на секој од нашите видеа. Ова се чланарените на месечно ниво, со кои што добивате привилегии, првенствено да бидете дел од нашите чатови, каде што може да комуницирате со нас и со останатите членови, да споделувате информации, да споделувате ваши анализи. Дополнително имате директни пораки кои што ги одговараме еднаш дневно, еднаш месечно организираме посебен тип на лајвстрим, каде што ги одговараме сите прашања на нашата Patreon заедница и ваков тип на офлайн видеа прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, Patreon апликација, а потоа и на практично сите други канали. И ако некој вас сака потенцијално да го обнови или реализира вашето членство на годишно ниво, тоа може да го направи преку овие инструкции на овој постер. Значи, се што треба да направите е да ни пратите мејл на cryptogamidjia@gmail.com, кажете ни во која валута би сакале да уплатите, ова се цените за годишно членство, а ние ќе ви испратиме нормално линк до годишно членство на нашиот канал. Ви благодарам, се надевам дека уживавте и се гледаме во следното видео. Поздрав од Cryptogamidjia и од топлата Малта. Од Велес до светот, Cryptogamidjia, знаеш. Год се до него, заедно креваат бука. Во живо се, брате, кај што знае забава да пука. На монитор, бројки, график, нерви. Од биткоин до трендови ги читаат први. Македонец за македонец, тоа е слоганот. Не продаваат магла, туку знаење за џабе, кај што други се губат. Во шуми, во хаос, тие ловат вести, па прават баланси јасно. Седна вест, две вести, трета веќе се менува, а тој што ги следи лесно логика си вденува. Cryptogamidjia, со око за ризик и год се со него ни прошируваат видик. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, Gamidjia да не води по патрон. Cryptogamidjia, сокот се дозволи. Cryptogamidjia, учат цела бригада да се бори. Макроекономија, брате, не е шега. Мурика со зелена тоалетна хартиен 2 сирока. Принтерот пуштен на јако од Фед до селото Брисел, вести за злато.
Од Блискиот исток до БРИКС и Мала Британија, геополитика ко мрежа од жици. Еден потек таму, а ефект тука у очи. И секоја вест од светот ја носат со тежина. Не е само кликбејт, туку слика и длабочина. Не паѓат на фейк нјуз, туку се следат сите страни. Ако имате против гемицијата на темата, ве кани. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, со коце до последен стици факт. Гемицијата не води по вистинскиот пат. До утрински часови не знаат за доста. Се рокаат теми за крипто и мокта. Од шема до шема, од график до график, се на македонски јазик. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, со коце до последен стици факт. Гемицијата не води по вистинскиот пат. Крипто светот врти, ама ние сме будни. Гемитрија тера, а фактите се судни. Хеј! Македонец за македонец.